إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Nije bi idni Allahi ta'ala ke продолжиме со едно друго ново поглавие од оваа изворедна книга, а тоа е, како што велит авторот, баб قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. Авторот, рахимахуллах, го почнува поглавието со еден ајет. И ова, значи, го прави повеќе пати авторот, рахимахуллах, значи да го почнет, да го насловит поглавието со ајет. И тука е Аллаховиот говор, а му прават тие на Аллах здруженија, ширк, ма ла јахлуку шејан, со некои кои не створаваат ништо. Значи, тие кои тие ги обожаваат, освен Аллах субханаху ва таала, не створуваат ништо. Вахум юхлакун, а тие се сами створени. Значи, тие кои вие ги обожавате, тие кои вие им се молите, освен Аллах субханаху ва таала, тие се самите створени. Вала јестати'уна лехум насран, и тие не можат, на оние кои им се молат на нив, не можат да им помогнат. Вала анфусахум јансурун, и ни себе си свој не можат да си помогнат. Значи, не можат тие ни на оние кои тие нив ги увеличуваат, ги обожаваат, не можат да им помогнат ништо, и од толку што се немошници и слаби и немоќни, тие себе си не можат да си помогнат. Значи, сега ти логично размисли, ако тие не можат себе си да си помогнат, како тогаш очекуваш ти, кој му се молиш на тој мртов, му се молиш на тој гроб, му се молиш на тој пекамбер, му се молиш на други и други, или евли што мислат луѓето, тие не можат на себе да си помогнат. А камоли да му пружат помош на оние кои им се молат на нив. Значи, со ова поглавие го почна авторот, рахимахуллах, ова поглавие, со ова ајет. Велит имам Уthaymin, рахимахуллах, во неговото објаснување во овој ајет, во врска со Аллаховиот говор, а тие се створени, значи тие кои вие ги обожавате, тие ги створил Аллах субханаху ва таала. Ова се укажува дека тие кипови, односно тие богови кои тие ги земаат како богови, тие се немоќни и имаат слабости. А во вистина, Господарот, кој заслужува да биде обожаван, е невозможно да биде створен. Значи, ти, ако веруваш дека тој е Раб, значи вистински Господ, вистински Раб, што заслужува да биде обожаван, тогаш тој не е створен. А тие кои вие ги обожавате, тие се створени. Тие имаат, како што вели Шех Уthaymin рахимахуллах, почеток и завршеток. А ова е недоликуват, значи за Аллах субханаху ва таала, за вистинскиот Господ, недоликуват да имат почеток и да имат крај. Значи, самото ова не учи нас дека овие богови, кои да се, значи,
Da li se tije, znači, koji ti obožavaju pekamberi, meljačina, evli, dobri luge, grobovi, drva, kamenja, ti znači imat početok i imat kraj. Ti ne zaslužuvat. Znači, onoj koji zaslužuva da biti obožavan je sovaršen. Nema nikakvi mani i je semoćen. I nema ni početok, ni kraj. Togaž dušava tvoja сега барат овега да го знајт и нему да му бидит покорна. Значи, тој е што вистински заслужува да биде обожаван. Не тие кои, како што вели Аллах субханаху ва таала во неговата книга во Куранот, за Иса алейхи салату ва селам и за неговата мајка, ва кана јакулани таам, тие навистина јадеа храна. Зошто велите Аллах субханаху ва таала тие навистина, значи Иса алейхи салату ва селам и неговата мајка Марјам ради Аллаху анха јадеа храна. Зошто? Дека имаат потреба. Ги фаќат слабост, ги фаќат немоќ. И тој што јадат храна, што треба после да прави? Треба, значи, имат да изврши мала потреба или голема потреба. Ова му доликува на Господ. И ти се какоиш и нему му се покоруваш и велиш дека Иса алейхи салату ва селам е Бог или син на Бог или еден од тројцата. Како? Тој е слаб. Тој има почеток. Тој имат почеток и имат завршеток. Значи, тој е создаден. Тој е собственост или ние сме собственост на кого? На Аллах субханаху ва таала. Значи, вистинскиот собственик, вистинскиот снабдувач, тој заслужува да биде еден единствен обожаван. Значи, тебе се, ова е многу важно да го сватиме, зашто тој утре ти може да дојш до разговор со луѓе кои не се верници и тој се сака да го убедиш ти зошто е твојава вера вистинска вера. Не можеш да го убедиш него да му кажеш со емоции. Не, ние сме подобри од вас. Не, ние сме вакви од вас. Не, тој не го прима това. За ти да го убедиш него вистински требаш аргументи да му донесеш. Не, ваке кај нас беше, ние од дома ваке не кажува. Јас в село кај мене ваке научив. Во комшиите мој ваке беа. Тој нема да ти го прима това. Значи ти за да го убедиш требаш овие аргументи да ги познаваш, за да ги знаеш. Баракаллаху фикум. И велит имам Утајмин рахимахуллах дека оној кој имат почеток, кај него исто дозволено е и да не екзистира тич. Зашто имат почеток. Што значи пред тоа не екзистираше. Што значи повторно овде пак дека кога тој не екзистираше, пак светов функционираше универзот. Пак, значи тој немој да биде Господ. Зашто и пред да екзистира тој, значи светот значи функционираше. Што значи дека тој што го управуваат целиот универзум, екзистираат пред самиот универзум. И тој нема почеток. И немат крај. И него не го опфаќат слабост и немоќ. Дури не го опфаќат ни дремка, не спиење. Се спиењето е слабост. Значи спиењето, зошто спие човекот? Зошто чувствуваат, значи немоштајца, значи слабост, сака да се одмори. Ако речиш ти за Аллах субханаху ва таала дека спиет, тоа значи дека него го опфаќат немоќ, го опфаќат замор. Мој това да биде за Аллах Джелешан? Не може никогаш. Аллах е славен да биде опишан со овие мани и ниски својства. Што значи тогаш ти копнеаш на овега, ова е совршен, да му бидеш покорен, да го сакаш. И затоа, значи, кога учит муслиманот имињата на Аллах Джелешану, својствата на Аллах субханаху ва таала, се тоа што значи?
дека тебе ти се зајакнуваат иманот, ти се зајакнуваат исто твојата љубов за Аллах субхана ва таала. Сега како што вели Шех Салих ал Фаузан хафидахулlah, ти не можеш нешто да сакаш без да не го знаеш. Ти не го познаваш или ќе го сака. Значи не може. Не може. И затоа, значи, една од огромните книги што има напишано Шех Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахулlah, а таја е Усулул иман, значи базите, темелите на иманот, и на почеток спомнува неколку хадиси. Од хадисите што спомнува тука, значи, во врска за милост Аллахова, кој кажуваат хадисот од пегамберот алейхи селату ва селам, дека имаше една жена кој го изгуби своето мало дете, и имаше огништа на неколку места запалени. И што значи? Значи мало дете може да во некој огниште да влезе внатре, да падне, да се изгори. Таа жена, значи, го бараше своето дете. Кога го најде, го зеде в гради, го стегна. И тогаш рече пегамберот алейхи селату ва селам, дали вие би мислеле или би верувале дека оваа жена може своето дете да го фрли во огнот? Тогаш рекоа сахаба редвануллахи алейхим, никогаш, ја Расул Аллах. Невозможно. Тогаш рече пегамберот алейхи селату ва селам, Аллах е повеќе има милост према своите робови, од што оваа мајка за своето дете. Значи, кога знаеш ти овие работи, што значи тебе ти остава, значи, љубовта спрема Аллах субхана ва таала се појачува. И ти знаеш, значи, кого обожаваш. Баракаллаху фикум. Велит Шех Салих ал Шейх хафидахуллах во неговото објаснување, велит дека кога шејхот, авторот на книгата Шех Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, напомнува тука минатите поглавија кои ни укажуваат нас дека е забрането во тешкоти да се бара помош од други освен Аллах субхана ва таала, како што напомнавме во минатиот дерс, тогаш со овај дерс, со ова поглавија се утврдуваат аргументите дека алейке селам рахметуллах, дека оној кој заслужува да биде обожаван е еден и единствен Аллах субхана ва таала. И ние овде им аргументираме на луѓето исто со теухид ер-рубубија. Теухид ер-рубубија. Зошто? Зошто теухид ер-рубубија ова го имаат луѓето во нивната природа. Значи, човекот е створен за тој во неговата природа да верува дека имаат створител, да верува дека имаат снабдувач, да верува дека овој универзум го управат некој. И многуте луѓе, имаат луѓе што се муслимани, што се нарекуваат, велит, јас верувам во Господ, во некоја сила, ама не верува вака како што кажуваат овие кај нас тука, или не знам што. Или, пример, во Запад, значи, нашколо, пример, во Швајцарија, прашуваше наставникот, како ти го замислуваш Господ? И тука се ученици швајцарчина, да, значи, ја внатре се во ученица, дел од нив. И ги прашуваат и сега кажуваат, тој швајцарец или таа швајцарка, дека Господ е еден човека со голема брада, седнат горе на небо, на столице, се пули долу што правиме ние. Значи, ваќе тие, зошто ги имаат оваа слика тие од Господ? Зошто? Зошто во црквите нини, све тие слики и работи во филмовите што ги гледаат, и за Божич и не знам што, оваа слика им се укажуваат нив. Ти кога разбираш оваа слика, дека тој е човек како тебе. Ти не сакаш да му се покориш на човек. Што го фаќа слабост, немоќ, спиење, немошница. Исто и кај муслиманите, поради што ние самите, кај нас е голема слабост, што не знаеме да им го кажеме на муслиманите вистинското верување нивно и кој е вистински Аллах субхана ва таала. Зашто Аллах субхана ва таала вели وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Тие не го ценеле Аллах Джелешану онака како што му припаѓа нему.
него ценеле. Значи тие не го ценат Аллах Джелешану онака како тој што има заслужено и нему му припаѓа. Тој ќе биде последно поглавје на оваа книга, кој шейхул Ислам Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах ќе објаснува за оваа работа. Значи, кога некој во неговата природа да тој прифаќа теухид рубубија, тогаш ти со тој теухид рубубија му велиш, тогаш чим ти веруваш дека тој снабдуваш, дека тој дава живот и дава смрт и дека тој те ставил тебе да екзистираш, тогаш треба да разбереш дека тој е токму тој што заслужува исто да биде обожаван. Значи ти не смееш на никого да посветиш ибадетот, не смее срцето твое да биде со никого поврзано, освен само со тој што веруваш ти дека е единствен снабдувач, створител и управач на овој универзум. Значи ти аргументираш хајниц со теухид ер-рубубија за теухид ел-улухија. Теухид ел-улухија значи теухидот на обожавањето. Значи за да свати тој дека треба еден и единствен исто да обожават и во улухија. Значи не сме тој многу богови да обожават. И богови тука значи не значи само тој, и тоа е проблемот голем исто, за богови само се оние типови кои имаат значи како што се значи направени со камења или не знам што. Не, кипови може да бидат исто и богови што се земаат освен Аллах субханаху ва таала, работи што човекот пример ги гледа како овеличени. Например, имат луѓе носат во нивните чесина некоја работа, слика или друга работа и велат ова ми носи мене среќа. Значи ова не му нарушува верата нему. Колку муслимани имате луѓе што се нарекуваат носат врвчина на раците или ланчина и други работи. Велат ова ми носи среќа. Ако јас го извам ова, тогаш ме фаќа несреќа. Што значи дека неговото срце е поврзано значи со други освен Аллах субханаху ва таала. И колку има значи што ќе дојдат тие теми покасно, значи што пример некој гледа сабајле, некој човек што не му се допаѓа. Значи можеби човек што е болен и вели тоа ми расипа денска денот. Колку пример кај нас во тоа најубавото село во светот, значи кажуваат за летник, значи не знали славите ли е летница? За летник значи треба да гледаш некој човек, убав човек. Да, ако видиш значи лоши луѓе, цела година ќе тој нопаку. И пази брат, значи тие се значи овие работи ги зема многу сериозно. Кукавицата да ја слушате. Кукавица, ако не си јаден, мора да бидеш жаден, ако не си јаден, ќе ти се случи нешто. Значи, зошти човекот кога се оддалечува од вистинската вера, тогаш животот него станува многу тежок. Многу темници стануваат. Многу тесници стануваат. Зошто? Значи, секоја работа, тој мисли дека е нешто му се случува дневно. Видел мачка му поминало пред кола, значи лош знак. Или и други работи. Или човек да му помине пред кола. Кренал сега за Швајцарија сеј, му поминува човек пред кола и му се случува нешто во Скопје нему. Дете го станат, вели тој беше таму. Сите овие работи се враќаат овде во теухид ел-улухија. Кога ти го имаш срцето твое поврзано само со Аллах Джелешану, само него го обожаваш, тогаш и на овие работи, како што вели Шейх Уцајмин рахимахуллах, не им врнуваш внимание. Ама ако си слаб со верувањето, ако имаш слаб иман, тогаш за секој едно, како да речеме, мрдање на нешто, тебе срцето ти е немирно. Ти си во несигурност. Баракаллаху фикум. И потоа, авторот, рахимахуллах, спомнува и со други аргументи, а тоа е Аллаховиот говор,
وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ. Veli Allah subhanahu wa ta'ala, oni koji vi ги обожавате, koji vi им се молите освен Allah, тие не поседуваат ни корка од семенката на урмата. Значи урмана имат семенка внатре, она. Да. Таја имат увек се заприметиле една корка бела што е на неа. Таја е многу лесна, значи да фатиш вака, та не заприметуваш дека има нешто враца. Да клаиш на вага да ја ставиш, не покажува ништо вагата. Аллах Джелешану вели дека оние кои вие ги обожавате освен мене, ни толку не поседуваат тие. Значи некој ако не поседува толку, се ти му бараш нему дете, му бараш нему работа, му бараш нему те оздрави, значи тој не поседува таа работа, не поседува. Како ти се може да му бараш нему поголеми работи? Како можеш да му бараш ти значи нему поголеми работи? И вели Аллах субханаху ва таала: "Ин тад'унахум ла јесма'у ду'аакум ва лау сами'у мастаџабу лакум." И кога вие им се молите, тие не слушаат вашата молитва или вашите молитви, не ги слушаат. Иако би ги слушале, не може да ви се одзвијат, не може да ви одговорат. Ва јаумел қијамати јакфуруна биширкикум. И на судниот ден имаат да го негираат здруженијето ваше кој вие сте го правиле со нив спрема Аллах Джелешану. Значи, оние кои обожавале Иса алейхиссалату вассалам, освен Аллах Джелешану, или оние муслимани што се нарекуваат денеска кои обожаваат Мухамед алейхиссалату вассалам, одат кај неговиот гроб, му се молат на пегамберот алейхиссалату вассалам, тие на судниот ден има да се откажуваат од нив. Да се откажуваат и да негираат и да се дистанцираат од нив. Вели Шейх Утхаймин рахимахуллах, она што е, значи, надворешно гледано од ајетов, овде содржуваат исто и дрвата и камењата. Значи, на судниот ден, Аллах Джелешану на тие камења и на тие дрва ќе му возможи да зборуваат. За тие да се откажат од оние кои тие им посветувале на нив ибадетот. Значи, тој ќе се откажуваат од тебе. Тој се дистанцираат од тебе. И замисли тоа која горчливост таја, значи која горчливост е таја, иде тој на судниот ден и да речеме се, например, Иса алейхиссалату вассалам, се дистанцираат од него. А тој цел живот поминал во обожавање на него. Цел живот му се молел на него и го зел како Бог. Иде на судниот ден, немаат ништо. Тој дури се откажуваат од него. И тој не поседува ни корка од семенката. А камоли да му помогне нему сега да го извадите од џехеннем. Значи, затоа ова работа е врвно сериозна. И велит Имам Утхаймин рахимахуллах дека овде учиме 4 аспекти, 4 значи причини зошто не им припаѓаат на нив ибадетот. Значи кој да е освен Аллах Джелешану, не му припаѓа нему ибадетот. Зошто? Поради 4 причини. Првата причина вели Шейх Утхаймин рахимахуллах, поради што тие се створени. Тој е створен, кој да е? Дали тој Мухамед алейхиссалату вассалам, дали тој Адам алейхиссалату вассалам, дали тој Иса алейхиссалату вассалам. Значи кога не им припаѓа ибадетот на најдобрите луѓе и на најдобрите створенија, тогаш ти што бараш од не знам кој евлија бил таму во Ирак, во Египет, во Сирија, во не знам каде, Крушево и не знам каде, ти што бараш од него? Ти значи ти кога разбираш ти дека не можеш и не смееш да го обожаваш ти ни Мухамед алейхиссалату вассалам, најдобриот пекамбер, и не смееш да го обожаваш најдоброто мелаче, а тој е Џибрил алейхиссалату вассалам, тогаш што прашаш за другиве? Значи тогаш што е прашањево за другиве тогаш? Значи тие се створени.
И онај што е створен, вели Шейх Утемин рахимуллах, не заслужува да биде обожаван. Зашто тој е створен, го створил некој. Тој што го створил него, тој заслужува да биде обожаван. И тој е во сопственост на тој што го створил. Тој е во сопственост на тој што го створил. И како може да обожаваш онај што е во сопственост на некој други? И што го створил. Значи ти барај го него, обожавај го него. Исто вели од причињето, втората причина зошто не им припаѓаат и не заслужуваат да бидат обожавани, вели Шейх Утемин рахимахуллах, зошто тие се створени од ништо. Тие пред да бидат ставени во екзистенција да екзистираат, не беа ништо. Што значи дека тие имаат почеток и дека што значи дека тие имаат потреби. За да продолжи сега нивната екзистенција на дуњалоков, имаат потреби. Има потреба за храна, има потреба за воздух да дишат и други потреби. Што што има потреби? Тоа има потреби. Аллах Джелешану е ел-Гани. Аллах Джелешану е богат. Аллах Джелешану е богат, кој нема никакви потреби од своите створенија. И затоа, кога сите луѓе да бидат на најбогобојазливото срце, како што дојдено во хадис, да бидат сите луѓе, сите створенија да бидат како најбогобојазливото срце, ова ништо нема да му го вмножит кралството на Аллах субхана ва таала. И ако бидат сите луѓе на најрасипаното срце, ова ништо нема да му намали на Аллаховото кралство. Во дуњалокот е инако. Ако сите работници се најдобри работници, работата тој понапред појчи. Ако сите работници се најлоши работници, работата тој надолу. Зошто ние сме слаби? Имаме потреба, немошници, немоќни. Кај Аллах субхана ва таала се моќниот, не е така. Тоа е совршен. Баракаллаху фикум. Исто од причињето, велит Шейх Утемин рахимахуллах, тие не се во можност, а тоа е третата причина, тие не се во можност да им помогнат на оние кои им се молат на нив. Не се во можност. Не можат. Не ја имаат таа моќ. Не можат. И четвртата причина, вели Шейх Утемин рахимахуллах, а таа е дека тие и на самите себе си не можат да си помогнат. Значи ти логички размисли сега. Имаш ум и разум. Тој сам себе си не може да си помогне. Ти му бараш сега од него работи, што тој сам себе си не може да си помогне. Во врска со Аллаховиот говор, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ, оние кои вие им се молите, освен него, освен Аллах Джелешану. Тед'уна, им се молите, тед'уна значи идете од зборот дуа, молитва, молба. Овде, вели Шейх Утемин рахимуллах, опфаќат двата врсти на дуа, на молитви. Дуа ибада, дуа мес'ала. Дуа ибада, што значи дуа ибада? Овие се важни термови, важни зборови. Дуа ибада, молитва на ибадет. Што се подразбира? Намазот, зекатот, постот, хаџот. Што правиш ти со овај ибадет? Со самиот намаз, ти му се молиш на Аллах Джелешану за награда, бидеш награден за тој намаз, така или не? Со самиот пост, што содржува постов, ти со тоа дело му се молиш на Аллах Джелешану да те награди за тоа дело. Затоа значи дуа, молитва. Со тој ибадет што го чиниш ти. А дуа мес'ала е молитва кој ти директно, значи, со зборови го бараш тоа. О Аллах, дај ми ова. О Аллах, помогни ми за ова. О Аллах, и така натаму. Ова е дуа мес'ала. Зошто и ова разликување го брата лимите? Зошто оние луѓе кои обожаваат гробовите, велат овде
وَالَّذِينَ تَدْعُونَ, oni koji vi im se molite, ovdje vlaga samo dua ibada. Znači, ne sme na njih da im posvetim ibadetite, a da im se molime vake su zboroj, o Bedawi, o Abdul Qadr al-Jajlani, daj mi dete, daj mi ova ne vlaga tuka. Znači, gledaš, ovdje ti se, znači, zato nemoj da mislite, znači, oni je luđe koji ima somneži, ti je idat kaj tebe ili kaj mene, so prazni racem. Ne, znači, tu ti spomnu tebe ajet. Amaš vidite ova ajet, vake se razbirate. I ti zamisli nemaš znanje, i to ti veli tebe ajet. Ajet, Allah, znači, govor Allahov. I ti sad nemaš znanje, mi se vidio, to argumentiraš sa ajet. Znači, ima nešto ovdje. Zato, znači, zašto veli me Al-Quran wa sunna ala fahmi selefi umma. Znači, Kuran i sunnet sprema razbiranje to na selef. Znači, Koran i sunna da. Ova sekoj go veli. Kogo da prašaš, što velite kaj musliman, da veli. Al-Quran wa sunna. Sekoj veli, sekoj. Znači, koji daje? Od koja zemlja da bili, i od Pakistan, i od Indije, i od kada bili kraj sveta, veli Kuran i sunnet. Ama сега ide големо to prašanje. Sprema koje razbiranje, to je Kuran i sunnet. Kako go razbiraš ti njego? Kako jaz šo velam, tatko mi moj, malото moje kako živjam, sredinata moja, ili kako go razbrale sahaba, защото тие биле сведоци на тая објава. И тие биле директно тука со пекамберот алейхи салату вассалам. И тие кои имале некои нејасности, одма му се обратувале на кого? На пекамберот алейхи салату вассалам. На кого му дојде објавата. Тие се луѓе што има највише разбирање, највише сваќање. И нивните деца, и нивните внуци, и понатаму. Првите 3 генерации. Кој пекамберот алейхи салату вассалам ги пофалува тие 3 генерации. Затоа, значи, за да се разбираат текстовите, значи текстот на Куранот и текстовите на хадисите, не да се разбираат ја како што се вела. Не. Тоа, кој су ја? Туку да ги разбираме онака како што ги разбрале селеф. Првите 3 генерации. Значи, ние велиме, иде некој со ајет, добро велиме, добро дојде. На глава и на очија. Сега дај ни ти нас тумачење од селеф. За да видиме што рекле селеф за овај ајет, за овај хадис. Кога тој носи тумачење со селеф, тоа им велиме добро дојде. Значи, ова е многу важно. Ова е многу важно, затоа значи треба да пазиме и да не паднеме, значи, во сплетки кои самите не сме свесни дека сме паднати во тие сплетки. И во врска со Аллаховиот говор وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ. И ти ако би ги слушнале вашите молби, ако би ги слушнале, значи, да земиме се во предвид, би ги слушнале тие. Она што вие им се молите, им се обратувате. Не можат да ви се одзвијат. Не можат да ви одговорат на она вие што го барате од нив. И овде Шейх Утемин рахимахуллах спомнуваат исто Аллаховиот говор во врска со Ибраим алейхи салату вассалам, кога Ибраим алейхи салату вассалам, како што не известуваат Аллах субханаху ва таала во неговата книга, во сура Марјам, кога му вели Ибраим алейхи салату вассалам на својот татко, ја абати лима та'буд ма ла јесма'у ва ла јубсир. О мој татко. Ја абати, значи овде о мој татенце. И пази, значи таткото од Ибраим алейхи салату вассалам беше мушрик. Значи неверник. Значи, ова е многу важно исто. Не значи дека како таткот и твој, односно родителите, не се муслимани и тебе ти е дозволено да бидеш гроб. Значи да бидеш груб, значи да бидеш лош, да се понашаш со лош карактер, не смееш ова, забрането. Иако тие се неверници, ти пак треба да бидеш доброчителен спрема нив. И да бидеш во нивна, значи, придонес, да ги служиш и да им помагаш и да ги поддржуваш. Овде Ибраим алейхи салату вассалам, значи, со ова е меки збор. Ја абати, о мој татенце, зошто обожаваш некој кој не слушат и не гледат? Тој не слушат и не гледат. Значи, ти сега му се молиш нему. Тој не те слушат. Ти сега правиш нешто. Тој не те гледа тебе.
Значи тој не заслужува да биде обожаван. Значи тој не слуша тоа што збориш ти, зборовите твои не ги слушат, делата што ги правиш не ги гледат. Аллах Джелешану гледа се. И најцрната мрава, во најтемната пештера, Аллах Джелешану ја гледа. Најцрната мрава збора, не веля слон, или не знам што, мрава, најцрната мрава, во најтемната пештера, што не се гледа ништо, Аллах Джелешану ја гледа. Значи тогаш срцето барат овега да го обожават. Еден и единствен. Не тој ни слуша, не гледа. Затоа му вели Ибраим алейхиссалам, значи сакат Ибраим алейхиссалату вассалам да го освести. Да го освести, значи со меки зборови, о татенце мој, како можеш ти да ги обожаваш, тие кипови, тие богови? Тие ни слушаат, ни гледаат. И затоа Ибраим алейхиссалату вассалам, кога ги искарши, остај само еден големиот. И рече, прашајте го се, вие него, прашајте го него. И тие му реко, ја Ибраим, ти знаеш дека тој не збори. Тој не збори. Не слушат. Не гледат. Не гледат. Да гледаш и тој ќе кажеше, ова беше. Овај човек беше. Да слушаше, ќе слушнаше кога се кршеа тие. И затоа велит Аллах субханаху ва таала во суратул Бакара: وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. Значи, никој не се откажува од верата на Ибраим алейхиссалату вассалам, и та верата на Ибраим алейхиссалату вассалам е чистиот теухид. Единствен обожавање само на Аллах субханаху ва таала. Оној кој се откажува од таа вера, од таа чиста вера, кој целосно е верата само за Аллах Джелешану, за никој други, оној кој се откажува, само се откажува оној кој е во паметот будала. Значи, будалата, онај што паметот негов, значи, имат слабости, тој се откажува само таа вера. Паметниот, острумниот човек се држи на таа чиста вера. Единствена вера која е примана кај Аллах субханаху ва таала. Единствена вера која е примана кај Аллах субханаху ва таала. Потоа спомнуваат авторот рахимахуллах други аргументи, а тоа е следниот аргумент, еден хадис кој вели авторот рахимахуллах: "Ва фи сахих ан Анас радијаллаху анху قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء." Пренесуваат Анас ибн Малик радијаллаху анху дека посланикот салаллаху алейхи ва селам во битката на Ухуд, кој вели Шех Утемин рахимахуллах беше во 3-та година после хиџра, го повредија пекамберот алейхи селату вассалам во неговата глава. Значи, во текот на битката го повредија мушриците пекамберот алейхи селату вассалам на неговата глава. И исто му го скршија овија долниот зап од чошов. Како се викаат овие? Не, инако ти имаат специјални зборови, значи овие заби се познати. Затоа и на арапски, значи, спомнуваат ва кусират рубаијетуху, шеската. Значи долната шеска му го кршија на пекамберот алейхи селату вассалам и главата исто му ја повредија. Тогаш, кога беше пекамберот алейхи селату вассалам во таа ситуација и значи налице со крв. Значи пекамберот алейхи селату вассалам не велеше како овие џаволиве денеска што се не зна каде на места, седат тие скриени по хотели и им велат на муслиманските деца: ојте вие во Сирија, ојте вие во Ирак, ојте вие тамо, да бидат барути, да се изгорат таму, а тие сами уживаат во хотели. Пекамберот салаллаху алейхи беше во битката внатра тука. Затоа значи беше повреден на главата и му сокарши забот од страна на мушриците.
Во таква, значи, ситуација, тогаш рече пекамберот алейхи селату васелам, како може да имате еден народ успех, кој тие нивниот пекамбер го повредуваат. Значи, како може тоа да се случи, да тие да имаат успех, кога тие нивниот пекамбер кој кај нив е испратен, од нивната средина е, го повредуваат. И сакаат да го убијат дури. Се во вистина, значи, целта беше да го убијат пекамберот алейхи селату васелам. Таа беше главна цел. Зошто и мушриците мислеа во тоа време, ако го убијат пекамберот алейхи селату васелам, ова повикување ќе заврши. Значи, оваа вера ќе угасне. Ќе угасне. Тогаш, значи, пекамберот алейхи селату васелам, кога рече како моите народ има успех, тогаш Аллах џелешану го предупреди пекамберот. За еден збор што го рече, вели Шейх Утемин рахимуллах. И тоа збор во таква ситуација, пази, во тешка ситуација. Тогаш Аллах џелешану му објави: "Лейса лека минал амри шей." Ти во твоите раце немаш ништо за нив. Ти во твоите раце немаш ништо за нив. Значи, дали Аллах ним ќе ги казни или ќе ги упати, што ќе прави, тие, таа работа е за нивниот створител, не е твоја работа. И ова кажува исто, значи, искрајноста на Мухамед алейхи селату васелам. Ова кажува, значи, дека тој Аллахов роб. Значи, да беше човек друг, ова работа немаше да ја каже. Се каже, види ги мислат сега после за мене, види, Аллах џелешану одма ме предупреди. Значи, треба да разбереш, значи, зашто човекот, инстинктот на човекот, значи, увек тој неговите слабости сака да ги скрие, да не слуша луѓето. Но тука, овде се, значи, јасен аргумент дека пекамберот алейхи селату васелам е Аллахов роб, која пренесуваат објавата со потполна доверливост и искреност. Значи, Аллах џелешану одма, лейса лека минал амри шей. Ти немаш ништо во твоите раце за нив. Исто, слични хадис од Абдулла ибн Умар радијаллаху анхума, еннаху самија Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллам јекул ида рафа расаху мин الركوع في ركعة الأخيرة من الفجر اللهم إلعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزل ليس لك من الأمر شيء. Абдулла ибн Умар радијаллаху анхума пренесува дека го слушнав пекамберот алейхи селату васелам во феџр, во сабав намаз, во последниот речаат кога се креваше од руку и велеше семи Аллаху лимен хамида раббена ва лекел хамд, овде праеше дова, значи молитва против неколку мушрици со имена, испомнуваше на име. Значи, о Аллах, да биде проклет Сафван ибн Умеја, да биде проклет Сухейл ибн Амр, да биде проклет, преколнат Ел Харис ибн Хишам. Зашто овие, значи, направија дела што многуте мушрици нема направено на муслиманите. Значи, толку штета им нанесува на муслиманите, што многуте мушрици неверници нема толку штета нанесува на муслиманите. И пекамберот наиме правеше дова против нив. Но му слезе овај ајет. И вели Шейх Утемин рахимуллах, не е никаква пречка да слезе ајетот два пати. Да му слезе ајетот и во Ухуд, и истиот ајет да му слезе кога ги преколнуваше нив. Немаш ти во твоите раце ништо за нив. Значи не прави дова против нив. Иако се тие мушрици. Значи да збориме за човек што е мушрик уште. Лейса лека минал амри шей. Ти немаш ништо во твојата рака и во твоите раце за нив. Овде зошто го спомнува Шейх Мухамед рахимуллах овај ајет и овие случаи во ова поглавие. Што значи, ако Мухамед алейхи селату васелам не поседува ништо во неговите раце, тогаш кој е подобро од Мухамеда за да речеш ти ја ќе му се моля сега нему. И тој поседува нешто во неговите раце. Овие се аргументи, Ахмед. Овие се викаат аргументи.
Не аргументи, ја што си мислам, емоции мои, чувства мои. Не, значи, овие се аргументи. Значи, кога Мухаммед, ти, значи, кого сакаш, овие аргумент нема никој да ти го возврати. Донеси кого сакаш ти. Дали е тој сахаби, дали е тој друг пекамбер, нема подобар од Мухаммед, алейхиссалату вассалам. Значи, кој пекамбер да речеш, значи неака му сумолен овие пекамбер, зашто тој бил пекамбер од добрите. Велиме, дали е подобар од Мухаммед, алейхиссалату вассалам, кој речи подобар направил неверство. Па тогаш не е подобар. Па тогаш Мухаммед, алейхиссалату вассалам, не поседува ништо во неговите раце. Тој како може да поседува? Значи, овие аргументи го откоренуваат ширкот од срцата на луѓето. Но срца што има вистински уште живот, што размислуваат, што рефлектираат. Значи, Аллах субханаху ва таала му забрани на пекамберот алейхиссалату вассалам да ги преколнуваат. И вели Шейх Утемин рахимуллах, вистината е овие тројца луѓе на крај стана муслимани. И стана од Аллаховите евли. Сахаба се сите евли. Значи, овие тројца луѓе, пекамберот не знаеше, ова исто доказ дека пекамберот алейхиссалату вассалам нема знање за скришното, за гајбот. Се гајб е она исто што се случува во иднина. Пекамберот не знаеше. Да знаеш дека пекамберот ќе стане муслимани, ќе праше дова за нив. За нив, не против нив. Гледаш разлика и македонски. За нив, против нив. Многу е важно јазикот да го знаеш. Јазикот е многу важен клуч за ти да ги разбереш после рабочето. Тие тројца, значи Сафуан, Сухейл, Хари, ради Аллаху анхум, стана муслимани. И ја бране оваа вера. Зато Аллах Джелешану, сезнаениот, што знае се, и зналецот на тајните и на скришното, му објави на пекамберот алейхиссалату вассалам, лейса лека минал амри шеј. Ти не поседуваш ништо во твоите раце во врска за нив. Таја работа е кај нивниот створител, Аллах субханаху ва таала. Тој што ги упатува срцата. И на крај ги упатува овие луѓе. Стана од евлите Аллахови. Се сахаба се сите аулија Аллах, евли Аллахови. И во врска вели Шейх Утемин рахимахуллах, во врска за битката на Ухуд, дека муслиманите беа поразени. Во битката на Ухуд, муслиманите беа поразени, кога почна битката во предност на муслиманите и кога почна битката за мушриците замина од бојното поле, со далечија, тие што беа на тоа мало ридче, Джебел Румат, значи ридот, така речено, на стрелците, што повеќето што биле на умра го виделе тука, значи што луѓето се качуваат згора таму, тоа не е од суннетот, да се качуваш тука горе и да правиш не знам што. Тоа не го правил ни пекамберот алейхиссалату вассалам, ни сахаба. Значи и ти, чим не го прави, зашто ти увек треба да се прашаш во секоја една работа. Добро, јас сега ќе оправам. Дали го правил пекамберот? Не. Сахаба не. Тогаш ја не го прави. Зашто ти сакаш со тоа дело задоволството Аллахово. Задоволството Аллахово се постигнува да биде делото твое онака како што правил пекамберот алейхиссалату вассалам. Ако не е така, ти само имаш тука, се изнемоштуваш, се заморуваш и ништо повеќе. Да. Значи, кога тие стрелци, 50 стрелци, пред да почне битката, пекамберот алейхиссалату вассалам им нареди на нив да стоат тука и да не слагаат, да не ја напуштаат тоа брдо, така речено, да не го напуштаат тоа брдо, се додека да испрати пекамберот алейхиссалату вассалам човек кој да им даде ним, значи така речено по наше денеска, зелено светло да слезат долу. Но тие стрелци, кога видоа дека битката беше више завршена, мушриците избегаа. Мислат дека заврши работата.
И од нивниот ичтихад, значи тие не сака, нема намера да прекаршат наредбата од пегамберот алейхиссалату вассалам, никако. Но од нивното ичтихад, значи што гледаа, рекоа дека заврши битката. И 40 од нив слегоа долу. Кога слегоа долу, во тоа време што беше Халид ибн Валид ради Аллаху анху, уште мушрик и беше, значи, врвен стратег во битки, во борби, им дојде одназад на муслиманите. И тогаш, значи, ги фати исто и паника. Зашто ти мислиш дека е завршено, си имаш ослободено, значи, отпуштено, со што ова е психички треба да размислиш и психолошки, значи, ти си имаш отпуштено беше, ти не мислиш дека има се беше борба. И тогаш беше големата таа пораза. Што околу 70 од сахаба редвануллахи алейхим беа убиени тука. И во тие радови беа исто како Хамза, чичкото на пегамберот алейхиссалату вассалам ради Аллаху анху, и други врвни сахаба редвануллахи алейхим. Алимите велат, значи овај пораз кој ги снајде муслиманите беше поради една наредба што тие не ја однесоа до крај. Значи тие почнаа да носат, ама не е до крај. И не со намера она да го прекаршат. Вели Шейх Утемин рахимуллах, денеска ние бараме да имаме победа, бараме да бидиме, значи, врвни, а нас не имаат гревовите и прекаршоците, тониме. Значи протонати сме. И велиме каде е победата Аллахова. Кога ќе дојде Аллаховата победа. За еден прекаршок дојде поразот. И во нивните редови, пази, беше Мухамед алейхиссалату вассалам. Дојде поразот. А денеска муслиманите колку и колку прекршоци прават и колку наредби не ги извршуваат и велиме на насрулlah, кога ќе дојде победата Аллахова. Кога? Оке се подобриме ај ти. Тогаш ќе дојде. Тогаш може да очекуваш плодовите. А пред тоа не. Исто, значи, во оваа случка имат дека пегамберот алейхиссалату вассалам беше повреден, имат, значи, многу придонесе дека пегамберот алейхиссалату вассалам беше, значи, човек. Значи, исто имаше чувства како другите луѓе. Не да мислиме ние да го земаме некој муслиман како Бог. Аузу билlah. Пегамберот алейхиссалату вассалам беше исто човек, кој имаше болки, кој течеше крв од него, кој го фачаше немошница. Значи, нему припаѓа ибадетот. Ибадетот му припаѓа еден и единствен само на Аллах субханаху ва таала. На никое друго створение. Потоа, на крај, последниот аргумент, а тој е хадисот кој го пренесуваат Ебу Хурейра ради Аллаху анху, кој велит: "Қама фина Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллам хина унзил алейх وانذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر القريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيء يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيء يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا." Во овој хадис кој го пренесуваат Ебу Хурейра ради Аллаху анху, кој кажува дека пегамберот салаллаху алейхи ва саллам, кога му се објави нему ајетот "Ванзир аширатакал акрабин", предупреди ги твоите најблиски и твојата фамилија. Тогаш кога му се објави овај ајет на пегамберот алейхиссалату, значи предупредија твојата фамилија, стана пегамберот алейхиссалату вассалам, ги повика ел Курейш, значи неговиот народ, неговото племе, и им држеше говор. Им рече: "О Курейш", првош овде им збореше општо. Значи на општи начин: "О Курейш", значи цело тоа, значи цело племе. "О Курейш, ослободете се, ослободете го себе си свое." Од тоа да го ослободат себе си свое? Од џехеннем, од уништувањето. Значи да се ослободат од џехеннем за да влезат во џеннет. Јас не можам вас
da vi pomognam ništo kaj Allah subhanahu wa ta'ala. Znači, vi sami so svojite dela. Znači, vi so vašite dela oslobodete se. Odnosno, zborot išteru enfusekum, otkupete go svojeto sebe si. Da si ga otkupiš. Znači, da ga otkupiš to od zasolništena zabluda, od zasolništena džehennem, za džennet. I na sigurnost. I na upatstvo. Jaz ne možem vas da vi pomognem kaj Allah dželešanu ništo. Znači, ja ne možem. Znači, vaša ta bliskost, familijarna bliskost, moja ta loza so vas, nema nikakva prednost kaj Allah dželešanu. Ako vi ne ste upateni. Znači, nemoj da se nadate vi, ja sam od vaša loza i vi će biti na sudnji den vo sigurnost. Koga zborеше pekamberet ovdje opšto, poslije mu se obrati specifično. Mu se obrati na svoje čičko. Abbas. Abbas beše čičko, brat od pekamberet, brat od tatko na pekamberet sallallahu alaihi wa sallam. Mu reče, o Abbas, o čičko moj, oslobodi go sebe si svoje, otkupi go sebe si svoje, jaz ne možem tebe kaj Allah ništa ti pomožem. Poslije mu se obrati na svoja ta tetka, na svoja ta hala. Oj Safija, Allah na pekamberot, oslobodi go, otkupi go sebe si svoje, se jaz ne možem, oj alo moja da ti pomognem kaj Allah ništo. Poslije mu se obrati pekamberot na Fatima, njegova ta kjerka. Oj Fatima, čerka na Muhammed, prašaj me što sakaš od moto bogatstvo ki ti go dam. Od ovo što go poseduva se od dunjalog, prašaj me što sakaš. No jaz ne možem da ti pomognem kaj Allah ništo. Znači ti ako nesi upaten, ako ne me slediš ti na ovaj pat koji mene Allah ta'ala mi ga objavil, ja s tebe ništo ne možem da ti pomognem. Ništo. La ugni anki min Allahi še'a. Ništo ne može da ti pomožem. Znači ti tebi sama si pomožiš. Kako da biš pokorna? Da me slediš mene. Ovo je isto ogromni argumenti koji veli avtor od šehul islam Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, deka pekamberot alaihi salatu wasalam koga ne poseduvat ništo kaj Allah ta'ala da im pomože na svojite najbliski i najsakani, kako je na drugi, što se podaleku vo familijarni vrstki so nego. Znači, koga pekamberot alaihi salatu wasalam na svoja ta kerka, na svoja ta ala, na svojo čičko, džako, miđo, nemoj da mu pomogni, kaj Allah subhanahu wa ta'ala. Togaš kako na nekoj drugi od Pakistan, na nekoj drugi od Balkan ili ne zna od kada. Kako? Znači, sakaš da bidiš od strećnite, sakaš da bidiš od džennetlite, togaš trebiti sam da si pomogniš. Sam da rabotiš v ova vera. Kako jedan od sahaba ridvanullahi alaihim mu izvrši na pekamberot alaihi salatu wasalam usluga i togaž mu reče pekamberot alaihi salatu wasalam, što baraš od mene ti vosprotivnost za ova rabota? Što baraš od mene? Togaž mu reče toj sahabi, ovi se luđe, brat, što se daleko od dunjalokot, što nivnata cel i kopnenje i srce je džennetot. Mu reče, saka da bida vozdruženje sa tebe vo džennet. Nešto drugo mu reče? Ne, samo to. Nije da bidi me, saka ova, saka ona. Daj mi ova, daj mi ona. Ne. Saka da bida vozdruženje sa tebe vo džennet. To, ništa drugo. To mu reče pekamberot alaihi salatu wasalam. Pomogni mi za ova, so mnogo seđdina. Pomogni mi za ova, so mnogo seđdina. Znači da bidi pričina za vrežiš vo džennet i da bidiš vo moje pridruženje, pravi mnogo seđdina. Znači, klanjaj namaz. Barakallahu fikum. I zasani me tuka. Hada wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.